Вести на Канал 8, добар ден. Наносиот снег на коловозот што ги носи силен ветер го прави тешко проводен патниот правец кон Пониква. На оделни места коловозот е целосно прекриен со снег, па потребно е внимателно возење и задолжително носење синџири. Тешко проводен е патниот правец кон Пониква. Отежнати се обидите на механизацијата на Кочанската подружница на Македонија пат да го исчисти коловозот поради силниот ветер што создава наноси од снег. Неколку минути по чистењето, снегот повторно се враќа на асфалтот и наместа се создаваат високи наноси што тешко ги минуваат и теренски возила. Од Автомотосојузот на Македонија издадоа официјално известување според кое оваа делница заедно со уште неколку во државата се затворени за сообраќај. Поради тоа, во текот на денешниот ден и за утре претпладне не е препорачливо тргнување кон зимскиот центар со патничко возило, посебно не без користење зимска опрема. Дополнителен проблем се и ниските температури во изминатите 24 часа, поради што снегот на коловозот е подмрзнат и движењето со возила е ризично. Неофицијално, синоќа на Пониква била измерена температура околу 20 степен под нулата. Отежнатата проводност на патниот правец ги оневозможува и посетителите кои планираа изминатите 2 дена да ги поминат на планина. Со оглед што за дочекот на Нова година има најавени гости во угостителските објекти, како и за престој во викенд куките, се очекува во текот на денот патниот правец да биде оспособен. За сега не се најавуваат нови врнежи од снег, а дебелината на постојната снежна покривка е над 25 см. Комуналното предпријатие Кале од Блатец работи незаконски, обвинија виничките советници. На седницата на Советот повторно беше актуализирано ова прашање, а се наметна и неговото преземање од страна на КЈП Солидарност. Жестока дискусија предизвика програмата за работа на јавното предпријатие за комунално производни и услужни работи Кале од Блатец. Според советниците, ова е едно од ретките комунални предпријатија што не работи во согласно со законот, што подразбира дека една општина не може да има повеќе од едно комунално предпријатие. Прашањето за преземање на комуналното предпријатие Блатец од Виничкото Солидарност повторно беше отворено на последната седница на Советот. Дозволете се, изгласајте, ние народот ќе го приглемиме некако. Нормално, цените ќе гледаме да бидат малку поевтини. Не можеме сега како Виница 370 денари некој плаќа со 10 кубика вода, со 15 кубика вода, со се, плати се толку цената и сега веднаш да му кажеме 370 денари за ѓуbre само. За не. Одма народот ќе направи бунт, ќе направи тука пред собранието со камења, со демонстрации ќе прави. Опозицијските советници, не сакајќи да навлегуваат во причините зошто Солидарност не го презема Кале, инсистираа на почитување на законот. Нема исклучоци, таму кај што има две предпријатија, законодавецот инсистира тоа да се реши. Дали некој административец го напишал, дали го ред законот или не е наше да дискутираме. Значи, јас само кажувам, нема да гласам за програма, не е ништо против вас како директор или против Блатец или жителите на Блатец. За програма на јавно предпријатие што по мене и по законот е незаконски постоја се уште. Каде се реконструкција, каде се нови линии, каде се пари, од каде пари за Значи, и оваа состојба не е решение. Причината што Солидарност не го презема Кале наводно биле долговите, но Ангелов рече дека со подобрувањето на дисциплината во плаќањето, сметката полека се деблокира, долговите од 9 се намалиле на околу 2 милиони денари. Даноците се исплаќаат на 120 месечни рати, а вработените полека почнале да добиваат и плата. Тој е најголемиот поддржувач на обврската Виничкото комунално предпријатие да го преземе она во Блатец. Веќе правиме некои отпомени пред исклучување, малку луѓето почнаа да совесно да плаќат и полека се деблокира сметката со тоа што веќе за 2012 почнаме платата е земана за четврти 2012. Тоа е смешно за некој, ама некој има некои предпријатија што беа понапред со транзицијата по 10 години може да беа земани. Ние значи сега идеме за 2012 и чак сме и задоволни со тоа. 2,5 години касниме со платите, ама за таа сметка Солидарност не преземе со мала некој повишување на цените чак дека ќе се извлече од кризата. Освен на водното незаконско работење, предпријатието се соочува и со недостиг од сол и песок. Во овие вонредни временски услови, комуналните обврски повторно треба да ги преземе комуналното јавно предпријатие Солидарност. Виница ќе се збратими со универзитетскиот град Тускеги во Соединетите Американски држави. Мнозинството го поддржа предлогот, додека советниците од опозицијата сметаат дека истиот не е во духот на збратимувањето помеѓу градовите. Виница ќе се збратими со градот Тускеги во Алабама, Соединетите Американски држави.
Овој универзитетски центар на сојузната држава со 12.000 жители се понудил да додели стипендии за виничките студенти. Предлагат да дадат стипендии на студенти од Виница што би се напанали да студираат кај нив у Тускиги. На советот на општина Тускиги веќе помина одлуката, значи подпишана од страна на градоначалникот, сега е пред советот на општина Виница на разгледување. Мнозинството во советот даде поддршка на предлогот на градоначалникот Дончев, додека опозиционерите беа воздржани. Искрено да ви кажам зашто ќе бидам воздржана, мене тие помош и таа соработка од страна на Америка, ама воопшто не се сваќа. Не знам, некако во последните години колку што следам, значи медиумите, некако многу ми е застапено тоа давањето со помош со некоја задна намера. Не мора да бидам јас во право, нека јас грешам, вие да не грешите. Значи нека е соработката во ред. Меѓутоа се испостави и во здравството дека тука имаше некои религиски позадини. Опозицијата смета дека главна цел при збратимувањето треба да биде развивањето на економската соработка. Единствен бенефит од збратимувањето досега, рече Георгиева, е изградбата на патеката до Виничкото кале од проектот со општина Банско. Значи ние можеме да идеме во гости, на екскурзии и така. Меѓутоа да не се прави терет на буџетот, на општината и на граѓаните. Бидејќи збратимувањето не е само збратимување, јас така го мислам дека не е збратимување само на градоначалникот со градоначалникот, да се разбереме. Вели збратимувањето не постои доколку граѓаните не се збратимени. Значи, главната функција тука е на граѓаните. Општина Виница, освен со Тускеги и Банско, е збратимена и со општините Апатин, Орхангази и Кјелце. Во буџетот на општината за наредната година се предвидени да се потрошат околу 20.000 евра за работата на народната кујна во Кочани. Со тоа ќе продолжи проектот за грижа на лицата од социјално ранливите категории. 50 на лица од социјално ранливите категории кои се корисници на постојана парична помош и во текот на наредната година ќе добиваат топол оброк преку народната кујна што функционира во Кочани. Подготовката на храната ќе биде организирана како и досега, преку кујната на детската градинка Павлина Вењанова, а ќе се дели на пунктот кај клонот 4. Во буџетот на општината за 2015 година, што беше усвоен минатата недела, веќе се предвидени средствата што ќе бидат потребни за покривање на дел од трошоците за работа на народната кујна, што беше соопштено и пред членовите на Комисијата за финансии и буџет. Овде се очекува приход од 1 милион до 1.200.000 уствари, а за организирање на народната кујна која ја обнавува детската градинка секоја година. Отворањето народни кујни започна пред 7 години како проект на Министерството за труд и социјална политика, при што за успешно реализирање се вклучи и локалната самоуправа. На тој начин, на примателите на постојана парична помош им се овозможува еднаш дневно да добиваат топол оброк. Истата храна што се подготвува во градинката за потребите на народната кујна во Кочани се носи и за 14 корисници во соседната општина Чешиново Облешево. За нив, пред една година, исто така се отвори пункт на народната кујна во приземјето на општинската зграда. Џамијата во Кочани од пред неколку дена остана без минаре. Џамискиот одбор донел одлука поради дотраеност и оштетувања досегашниот објект да се сруши и на негово место да се изгради ново минаре. Минатата недела до темел беше срушено минарето на Дуди Ханум џамијата во Кочани. Таква одлука донел џамискиот одбор, откако било констатирано дека тоа е оштетено и постои можност од негово рушење. Со оглед што беше долепено до џамијата, се појавила и влага на внатрешните ѕидови, поради што неколку пати се правеле обиди за реновирање и заштита. Оџата во џамијата вели дека тоа била и главна причина зошто се решиле за рушење на старото и подготовка на план за изградба на ново минаре. Причината зашто го рушиме е затоа што има голема влага овде. Проблемот е што влагата влегува и во џамијата. Првично целта ни беше да го реновираме, нешто да се стори за да се спречи влегувањето на влагата во просториите. Кога започнавме да го реновираме, тоа самото почна да се руши, па затоа целосно го срушивме. Сега сме во тек на подготовка за изградба на ново минаре. Кога почнале да го рушат минарето, откриле дека внатре има многу кал и вода, поради што влагата се пробила и во објектот на џамијата.
Сите муслимански верници се согласиле да дадат финансиски средства според своите можности, за да се изготви технички проект и да се платат дел од трошоците за новото минаре. Поддршката за тоа била добиена и од исламската верска заедница, а дел ќе спонзорира и фирмата што ќе ги изведува градежните работи. Ќе биде исто како што беше предходно, затоа што тоа се смета за историско наследство, па ќе се направи како предходното. Сметаме дека и црквата има камбана, па затоа и џамијата мора да има минаре. Ние мора братски да живееме во еден ист град, не треба да има поделби, затоа што Господ е еден за сите. Техничкиот проект и изведбата ќе ја прави фирма од Тетово, што има долгогодишно искуство во изградба на вакви објекти. Според верскиот старешина, новото минаре ќе биде со истите димензии што ги имаше предходното, само што при градбата тоа ќе се оддалечи околу половина метар од џамијата, за во иднина да се избегне можноста за повторна појава на влага. Доколку послужат временските услови, се очекува новото минаре да биде готово до почетокот на февруари. Олџата Еркан ја искористи можноста на сите христијански верници да им го честита Божик и новогодишните празници. Обраќање на градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков по повод новогодишните и божикните празници. Почитувани граѓани на општина Зрновци, сега сме на прагот на новата 2015 година. Време на нови можности и надежи. Токму затоа во новата година влегуваме со зацртани цели за напредок и решавање на многу проблеми. Година во која ќе продолжиме неуморно да работиме, ќе продолжиме во создавањето на подобар и посреќен живот за сите нас. Ќе продолжиме со исто темпо, ќе чекориме кон вистинските вредности кои ќе резултираат кон нови проекти кои ќе значаат дополнителен импулс во креирањето на поубав живот. За мене и за Советот на општина Зрновци, обврската која ја преземавме од вас граѓаните е најголемата одговорност и од неа не смееме да отстапиме. Мораме да ги реализираме ветените проекти кои ќе донесат нов квалитет во животот на вас граѓаните на општина Зрновци, но исто така и за доброто на нашите идни генерации. Почитувани граѓани, од се срце, во мое име и од името на Советот на општината и општинската администрација, ви посакуваме во новата 2015 година ви се исполнат сите ваши желби. Да имате топлина и радост во вашите домови. Нека секој од вас ја почувствува добрината и убавината. Имајте широко срце и за давање и за примање љубов и добрина. Ви посакувам весели и радосни новогодишни и божични празници. Новогодишна приредба за поздрав на родителите и честитка за новата година приредија учениците од основното училиште Малина Попиванова. Настапија скоро сите ученици од училиштето, а за таа прилика подготвија и новогодишен пазар на можности. Со новогодишна приредба на која настапија повеќе ученици од училиштето, учениците им ги честитаа новогодишните празници на своите родители со желби за среќна и успешна нова година. Настапија учениците од драмската и литературната секција, како и хорот при училиштето. Имавме планирано и реализирано мио активности со тоа што е представена македонската и ромската кујна. Еве и овде ќе погледнете и самите. Од страна на учениците и нивните ментори подготвена е пригодна програма со скечи и ритмички точки со кои ќе се поздрават присутните гости. Од името на целото училиште, вработените учениците ви ги честитаме новогодишните и божикните празници. Освен приредбата, родителите и учениците подготвија и работилница и новогодишен пазар во која подготвените новогодишни украси ги продаваа по символична цена. Собраните средства ќе бидат употребени за потребите на училиштето. Салата на училиштето беше претесна да ги прими сите оние кои сакаа да следат приредбата, па менаџерскиот тим за до година ќе треба да размисли приредбата да се организира во поголема сала, каде што сите ќе можат да ја погледнат. В пресред на највеселата ноќ во годината, Канал 8 телевизија ја прилагоди својата програмска шема. Гледачите ќе имаат можност за повеќе часовна забава со хитовите на македонските естрадни звезди. Исто така, подготвивме и снимка од новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, што ќе се емитува в среда со почеток од 20 часот и 30 минути. Еден час порано пак, најмладите гледачи ќе можат да ја видат театарската представа Новогодишната желба на Дедо Мраз, што ја подготвија вработените во клонот 4 на детската градинка. За крај од вестите проследете ја спортската информација.
Мартин Стојменов очекува нови успеси во 2015-та. 2014-та е најуспешна досега за кочанскиот каратист, кој според спортската редакција на Канал 8 е спортска личност на годината во заминување. Спортист на кочани за минатата 2013 година. На одржувањето на изборот на почетокот од годинава не беше во можност лично да го прими признанието затоа што во тој период беше на подготовки за Европското првенство со колегите од македонската репрезентација. Бронзениот медал што Мартин го освои на континенталниот самит во Лисабон беше само потврда дека наградата завршила во вистински раце, на што тој подоцна ја надоврза и титулата државен правак. Извонредното постигнување не беше релативизирано и без оглед на фактот што тој требаше да се бори за златниот медал во Португалија. За Мартин Стојменов 2014 е најуспешната година во кариерата. Ова година беше една од најплодните години во мојата кариера. Освоив најмногу медали, најголеми успеси ми беа оваа година. Тоа се за мене едни големи успеси во мојата кариера. Се надевам дека така ќе продолжам. Исто бев прв на државното правенство за кадети јуниори и јуниори до 21 година. Се надпреварува во категоријата машки родени 96 година до јуниори до 21 година. Мартин Стојменов е пред уште еден голем предизвик – Европското првенство во Цирих, на кое ќе настапи целосно подготвен по рехабилитацијата од повредата што ја заработи на домашното изборно првенство. Тоа беше причината поради која тој не е дел од македонската експедиција на Балканското првенство. Сега сите погледи се свртени кон Швајцарија, каде спортската јавност очекува нова верификација на вонредната класа на Мартин, иако конкуренцијата е силна. Во 2015 година, во февруари месец, ќе се одржи Европското првенство во Швајцарија во Цирих. Таму ќе настапам, подготвен сум и се надеваме на некој медал. Европското првенство ќе се одржи од 6 до 8 февруари 2015. Со генерацијата каратисти што ќе настапи таму, треба да почне новиот циклус на создавање на костурот на сениорската селекција. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на kanal8.mk. Довидување.